музиката, сега е повторно време за нашиот гостин, кој што ова утро има многу бомбастичен промо материјал, поточно нов сингл. Добро утро за Мите Стоилков. Добро утро. Честитки за новото видео, новиот сингл. Верувам дека ќе им се допадне на гледачите, Слободанче, и сигурна сум дека вие имате... Мене веднаш. Пукате веднаш. Да. Пукај во мене новиот сингл, повелете. Пукај во срце, пукај во душа, љубови. Знаеш, вчера сузе во еден момент имав можност нешто мощно интересно да прочитам. Вели, не секој во животот може да ја носи круната на среќата во љубовта, некој ја носи круната на тагата. Така да еве малку потажни текстови, но сите сигурно дека доживеале такво нешто. Но јас колку што разбрав, се и се што има, од љубов до смеа до солзи, се и се што има во текстот, и верувам дека секој еден човек ќе се пронајде. Тоа сакав да го кажам. Повелете. Мите, добро утро и добре ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Навистина ми е мило. Ете што повторно имаме прилика да се видиме и да позборуваме околу мојата песна. Ти си едно младо момче, секогаш насмеан, со една преубава енергија која што се ја носиш во себе и која што е добре дојдена во овие дожливи времиња. Да, малку да си поразговараме за нешто што е најубавото, а тоа е музиката. Ти си еден голем талент за музика, меѓутоа јас тука ќе напоменам дека си и скромно, многу воспитано момче. И секоја чест за тоа. Меѓутоа, кога ќе произлезе една ваква песна, тука веќе скромноста паѓа надолу, а големината се изразува во на што го работиме. Добро утро и од мене, добре ни дојде. Добро ве најдов, така е сработи за мојата нова песна. Имав напишано, ете, можам да кажам на почеток, кога пред да објавам мојата песна, имав една најава, во која што пишуваше дека оваа песна долго време ја чувам во фиока. Така, да. Колку долго време, поточно? Да кажеме, години за ово прашање. Се мислев искрено дали јас сум за некоја ваква песна, јас сум човек што му треба доста време да одлучи дали таа песна навистина е за мене. Ке легне, што вели. Ке легне, да. Еве, од кога ја објави, веќе имам навистина позитивни коментари од многу мои пријатели, многу мои колеги кои што ми велат не си треба толку долго време да чуваш во фиока, така да сите што ги имаш во фиока мораш да ги испромовираш и да ги пуштиш да ги слушаме. Навистина ми е мило што има толку позитивни коментари и се надевам дека оваа песна ќе остави голем траг во мојава кариера. Ќе остави, од она што имав јас можност да го слушнам, верувај дека ќе остави, затоа што првиот миг кога ја слушаме музиката и кога таа се лепи за душата, тоа значи дека ќе биде еден голем хит. Ке имаат секако можност нашите гледачи да ја слушнат и да го погледнат видеоизданието. Некаде тука е пред нашиот крај на разговорот. Меѓутоа, јас сакам сега да подсетам кој е Мите Стоилков. Ние сите знаеме, меѓутоа од која годишна возраст сме со музиката? Јас искрено сум почнат уште во нижо музичко, значи тоа може да би од 7-8 годинки. Потоа во средното училиште Илија Николовски Луј и нормално факултет. Да, тоа сакам да го потенцирам. Се до пријавувањето на Пинковите звезди, каде што ме запозна нормално народот. Не можам се уште да верувам дека толку многу време е поминато, иако после тоа се надпреварував нормално и на звездите на Гранд. Но можам да кажам дека тие надпреварувања ми донесоа, да кажам, некој голем дел во кариерата моја и така ме препозна народот на некој начин. Препознатливост, така, да. Меѓутоа, јас сум сигурна дека доколку не беше и на овие фестивали присутен и со самите песни кои што ќе ги вадеше од фиока, ќе имаше печат на македонската музичка сцена. Да подсетиме само еве до сега што имаме сработено и што работиме и што ќе работиме. Во текст сум веќе на следна песна. Не би сакал тука да запрам. Новата песна која што би требало да биде за скоро време е нешто спротивно од ова веќе што го правам. Се одлучував доста време дали оваа народна песна, кажам, е за мене. Но
Зборуваме за новата сега. Да, за новата, но би се навратил и кон поп музиката, бидејќи тоа е нешто исто што премногу го сакам. Втората песна нема да откривам многу сега за сега, но ќе биде нешто поразлично од ова сега. Така, Мите, како што кажавме од мали нозе, да, сме со музиката. Талентот кој што си го поседуваш во себе многу очигледен, веќе знаеме, да, и пошто најмногу си препознатлив и колку ти ја освои публиката и надвор од нашите граници. Меѓутоа, кога сме и со музичко образование, со средно образование музичко, како што напоменавме, меѓутоа и факултетот кој одсек поточно бевме? На соло пеење. На соло пеење. Што значи дека тоа сме го совладале, онака како што е најпотребно и после, или прво бевме настапувавме на фестивалите, па потоа со факултетот или како беше? Да, прво бевме настапував на фестивалите, па се надоградив на некој начин, да, се до завршувањето на факултетот. Навистина тоа ми беше желба едноставно и уште од мали нозе си ја сакам музиката. Сакав да се усовршам на некој начин до крај како што треба и се надевам дека почнувајќи со претходните песни кои што ги имав, но ова е нешто поразлично, да кажам, за денес за мојата песна, што се надевам дека ќе ми даде една подобра. Во моментот гледачите имаат можност да погледнат нешто, мал дел од видеоизданието кое што ќе го слушнаме сега само со инсерти за да можеме да го искоментираме, нели, зашто точно се работи, каде се снимаше, кој се учествува во спотот, која продукција е и така натаму, повели. Автор на музиката и на аранжманот сум лично јас, да, текстот го пишуваше Орце Зафировски, ете еден голем поздрав. Јас ќе го поздравам Орце Зафировски, тој е еден од нашите најдобри текстописци кои има оставено. Ако почнам сега да ги набројувам кои се негови песни, гледачите колку само да знаат хитовите од Благица Павловска, од многу други наши изведувачи, тој е потписник на многу големи наши хитови. Зато овој текст можам да кажам дека би можел да допре до многу луѓе кои што ќе се пронајдат во самата песна. Орце навистина можам да кажам дека брз во својата работа и навистина тоа што во момент може да му текне, да го напише и да остави голем печат. Па тоа е кога ќе се спојат талентите, едниот со музиката, а другиот со пишувањето на текстовите, тука веќе се создава еден голем хит. Меѓутоа ние имаме се уште време да си разговараме, Мите, со оглед на тоа дека спотот ќе го погледнеме кон крајот од разговорот, меѓутоа каде се снимаше, на која локација, каде се тоа се реализираше? Love by Alikas, ресторанот кој навистина е прекрасен. Тие бе нашите соседи, за жал ги немаме повеќе тука, но сега во новиот. Добро. Можам да кажам исто една голема благодарност и до нив. Прекрасна локација, баш како што го замислував на некој начин и спотот. Исто така би сакал да ги поздравам и моите колеги во оваа прилика. Тоа се Мишел Трајковски, Дејвид на гитара, Бранислав Автовски, кои свире на оваа песна. И би сакал да упатам, би сакал да упатам да се заблагодарам на еден многу голем начин. Во овој проект исто така работеше со мене мојата драга колешка Сара Пројковска, која што веќе не е меѓу нас, но оваа песна ето така на некој начин можам да кажам дека ми остава спомени на нашата навистина голема соработка и морам да упатам да кажам и до незиното семејство една голема благодарност за сите проекти кои што сме ги работеле до сега. Незиното име се споменува многу на музичката македонска сцена. Многу песни, дали се тоа забавни, дали се тоа народни, тоа навистина. И таа со скромноста неизина. Даде премногу од себе. Би сакал исто така да упатам голем поздрав и до Дејан Арт Студио. Секако. Кој што е, да кажам, за видеопродукцијата, кој што навистина направи задолжен така за видеопродукцијата, кој што навистина се потрудија да биде обработена баш како што јас сакав. И до Елмир Сумански, кој што ми е навистина голем пријател, асистент инаку на видеото. Сите останати статисти, пријатели кои што се во те забележувам колку сакаш, колку се мислиш да не никој случајно во моментов не го споменеш, бидејќи навистина нивната подршка и сето тоа што го има во самата песна и во музиката и во спотот
ми се потребни секогаш и навистина им благодарност голема до нив. Ајде сега на каков проект работиме и тоа да подсетиме, пред да ја слушнеме се разбира оваа преубава музичка номера. Во моментов веќе работам на еден проект во Белград кој се работи со Александар Радуловиќ Фута. Тоа е проектот J Tribute Band се вика проектот. Веќе сме започнати со неколку песни кои ќе бидат нови. Не се стари, бидејќи повеќето ме прашуваат дали се стари песни од Джей. Не, тоа се нови песни кои што веќе се работат и ќе откријам дека за некое брзо време ќе имаме уште понови песни за кои се наработи, да кажам, и надворот од Македонија, но нека остане тајност. Многу ме интересира, малку сега ќе имаме спонтан разговор. Како младо момче, се разбира, наш многу познат пејач, во музиката сме од многу мали нозе. Јас кажав дека ти си еден од ретките, ги имаме, да, и фала Богу што е така, меѓутоа, кога ќе се најдеш во оваа бранша, да кажам, на работа со музиката, имаме настапи многу и во Македонија и надворот Македонија, но успеваш вака рано наутро. Многу ми е драго што одвои време, со оглед на тоа дека споменав дека си со млади години, па сакате да си поспиете. Но сепак не почести дојде во утринската програма, па кажи ми еве да нешто околу тоа. Не сме ранобудници? Како ни поминува денот, како го започнуваме? Обично јас сум човек кој што седи секогаш касно, бидејќи работам и во студио. Од таму произлегуваат овие прекрасни песни, да кажам. Моето време, мојот мозок на некој начин работи навечер, повеќето. Инаку немам проблем, кога треба навистина да се заврши нешто, секогаш денот започнува порано и е многу пубав и подолг. Но ноќта за мене, кога се работи за музиката, сепак сум ноќна птица, можам да кажам, и останам до подлого, па морам да поспиам некој време за да функционирам. Но можам да кажам да. Иако работам со музиката навечер, се трудам да функционирам и денски, да станам порано, па да ги завршувам своите обврски. Плениш со првова енергија и она што јас сакам сега да прашам за настапите, да ги споменав. Значи ги имаме во Македонија, имаме и надвор од нашите граници. Ајде нешто повеќе и околу тоа. Па за сега, иако бев некое време и во Белград работев, сега сум веќе повеќето, да кажеме, овде во Скопје. Тука си живеам и на некој начин повеќето настапи се случуваат во нашата Македонија. Затоа и како што спомнав претходно, работам на проектот на J Tribute Band, па можеби покрај таа соработка ќе имам и повеќе настапи надвор. Се надевам пред брзо време, морам да напоменам дека исто така бев на австралиска турнеја. Преубаво си поминав, преубаво си поминавме и се надеваме на повеќе настапи надвор од државата, но за сега сум овде. Јас морам да, знам дека не следат, верува и голем број на наши гледачи во Австралија, каде потрчно настапувавме и твоите впечатоци за нашите македонци, јас секогаш ги поздравуваме надвор од нашите граници. Бевме во далечната Австралија. Во повеќе градови, бевме во Мелбурн, во Сиднеј, во Волонгонг, во Перт, навистина сите градови ми оставија на некој начин посебен впечаток, но можам да го издавам Сиднеј како град, Мелбурн. Мило ми беше што на некој начин беа преполни салите и како за прв пат прв пат ми беше да одам во Австралија, како за прв пат навистина си го поминав преубаво и се надевам дека ќе имаме повторно прилика да се дружиме. Так. Сега повторно ние ќе се вратиме на она за што сме ова утро тука, меѓутоа убаво е нели да потсетиме за сето она и што го работиме и што ќе го работиме во иднина. Јас посакувам само многу успеси, знам дека си успешен, меѓутоа секако дека убаво и да се каже нели вака на глас. Тука и во мене нашиот наслов носи нов сингл што зборува за вистинска болка, љубов и сила.
Така. Значи, музиката кажавме дека ја компониравме, но сме ја чувале во фиока. И кога ќе произлезе после толку долг период од фиоката, се случува и вака еден преубав хит. Јас кажав дека љубовта секој си ја доживеал на свој начин, без разлика на која годишна и возраст да е. Некој имал многу среќа во неа, во љубовта, некој можеби не дотолку, некој можеби за жал и не воопшто низ животните патешествија, меѓутоа тоа е една судбина човечка која што ние и да сакаме да сме ја смениле, не сме успеале. Меѓутоа сите ја доживеале на ваков или онаков начин љубовта. Тоа сигурно. Како се одлучивте за еден ваков преубав текст, ќе го слушнат гледачите сега наскоро, како музиката, така и спотот кој веќе објаснивме и како се реализираше и на кој начин, само тоа сакам да го слушнам и да го дознам повеќе. Како што кажав и на почеток, јас кога ја направив музиката, веќе скоро бев и готов со аранжманот. Ете се договоривме со Орце на некој начин да се видиме, бидејќи мислев дека сепак тој е човекот што треба да го напише текстот. И навистина не погрешив тоа што во тој момент го мислев и како што ме водеше музиката, така беше напишан текстот. Ден денес кога ќе се видиме со Орце, Орце е позитивен човек и не очекував дека таков текст баш ќе биде за таа песна. Едноставно тоа беше период каде што немав јас, како да кажам, тоа ми беше за мене еден убав период во тој период. Не сме доживеале, убав период, но ја отпеавме како да сме ја доживеале. Кога ми беше пратен текстот, едноставно ми остави убав печаток и така се одлучивме да остане, да не се менува ништо, него како што е почетокот, како што е првото напишано нешто, тоа да си остане. Јас многу ти благодарам, што одвои време ова утро да ни биде дел од нашата утринска програма, и како што кажав, ваква насмевка е потребна на сите во овие тмурни времиња за жал, меѓутоа животот оди понатака и сето она што ние го работиме треба да се продолжиме со големи успеси. Уште еднаш ќе посакам мите и секако нека се редат песните, да ги вадиш ти вака почесто од фиока, да се создаде еден албум, да присуствуваме на една убава промоција и многу посакувам исто така успех за оној проект кој го споменавме, го работиш во Белград и кога ќе биде готов, добре дојден секако тука за да го слушнеме, да слушнеме ние зашто поточно се работи. За сега ќе го слушнеме видео изданието. Да, и како музичар ќе дадеш оценка на самиот крај со оглед на тоа дека нели се толку години и во музиката, така да си имаш човек кој ќе ти каже и негова оценка. Но знам дека ќе биде многу висока и еве, она што ќе погледнеме, уште еднаш благодарам за присуството во Добро утро секој утро.